На лице место се наоѓаме од сајмот за мебел, кој што всушност се наоѓа во Борис Трајковски и започна вчера, со што ќе трае 7 недела, односно 2 април. А повеќе детали на оваа тема, односно што нуди овој сајм за мебел, ќе ни објасни мојата денешна соговорничка Сања Кондарко, оперативен директор на проект. Добро утро и драго ми е што сте дел од нашата емисија. Добро утро, благодарам и на вас што дојдовте овдека да снимите кадри од убавата атмосфера за време на сајмот на мебел. Всушност ова е 45-тото издание на сајмот на мебел, кој имаше за жал пауза од неколку години заради пандемиските околности и неможноста да се организира. И еве сега повторно во полн сјај, сите изложувачи ги очекуваат посетителите, нудат исклучително убави понуди, попусти, акции на производите. Богата е понудата. Имаме околу 40 на представени компании со 80 брендови. Радува моментот што се учествуваат поголем број на домашни производители, но и компании кои за прв пат се представуваат на сајм. Интересна понуда, посетителите можат да го видат сајмот како што спомнавте до недела. Работното време на сајмот е од 10 до 20 часот. Цената на редовната влезница изнесува 120 денари, за фамилиарна посета над 3 лица изнесува 100 денари по лице, така да во комплексот Борис Трајковски очекуваат изложувачите. Во салата имаме дополнителни монтажни објекти каде што се представени компаниите. Овој сајм започна вчера и ќе трае се до 2 април недела. Колку време ви беше потребно за подготовка на овој сајм? Па генерално за сите сајми потребно е повеќе време, 5 до 6 месеци за комплетна подготовка, организација, реализација на сите активности за да се биде во ред во тие 5-6 сајмски денови, така да ете сега си го гледаме резултатот од нашата активност во минатите 6 месеци. Вредеше ли тоа? Кажете ми каква беше атмосферата вчера на отварањето? Имаше ли голема заинтересираност? Кој е вашиот впечаток? Да, дефинитивно ваквиот сајм кој е и запаметен како еден од најпосетените и најатрактивните манифестации, фалел на градот, на државата, на регионот, да речеме, така да ете сите посетители имаат можност до недела да видат што е понудено, да си купат некој парче мебел со соодветен попуст секако, понуда за сечи буџет има и ексклузивни парчиња, има и поекономични модели, акции, буквално од идеја до реализација нудат компаниите, така да ете пролетта нели се разбуди и нова можност за уредување на домот. Оние што се надвор од Скопје можат преку агенциите да дојдат до Скопје и да го посетат сајмот. Сите информации ги имаме на нашите социјални мрежи skopski.sajm и на нашата веб страна. Може да се информираат подетално кои се учесници, кои се условите што ги нудат, така да еве поканети се сите до недела да го видат сајмот. Верувам дека сите кои што се заинтересирани ќе се обидат да ги дознаат тие дополнителни информации кои што ги напоминавте, но верувам дека оние кои што моментално не гледаат сигурно најважно им е какви попусти овде се нудат, па кажете ми од кој до кој процент се движат попустите? Да, тоа е индивидуално од изложувачите кои одлучиле, се движат од 20, 40 па и 50% на некои модели или декорации, така да навистина економичен и практичен е моментот да се искористи овој сајм за да си се уреди или да дополни, да речеме, домот. Овдека се представени компании кои имаат машини за дрвна индустрија, значи стручната фела е тука поканата во тој дел да види новитетите, начините на обработка на дрво и така. Напоминавте дека всушност ова е прв сајм после корона пандемијата, што значи дека и претходно нели сте одржувале вакви сајми, па каков беше вашиот впечаток за тие сајми, односно дали имаше заинтересираност голема минатите години? Да, сајмот на книга е единствен сајм кој успеавме да го организираме во континуитет и во пандемиски услови, со тоа што се прилагодивме на сите протоколи. И сајмот на книга следува наредниот месец, од 4 до 10 мај ќе се одржи, и третиот сајм во пролет, како 3 сајми во пролет најавивме, ќе биде во јуни сајмот за транспорт, товарен програм, товарни возила, така да ја заокружуваме првата половина од годината со овие 3 сајмски манифестации.
Тук сакав за тоа да ве прашам, ето сами си кажавте, се надевам дека сите корисни информации ги дадовме на гледачите на некој начин и ви благодарам за разговор. Ви благодарам, сите се поканите да го посетат сајмот. Благодарам.